Мирен летен ден во Иловица и Штука, двете населени места над струмичко над кои треба да никне рудник за злато и бакар. Луѓето полека се прибираат од предпладневните полиоделски активности, па жешкиот период го минуваат во домовите или пред неколкуте продавнички во селото. Главна тема е протестот што се организира за една седмица, но и последната владина одлука да се спојат двете концесии за рудникот. Жителите велат дека никој не сака да гледа рудникот својот дом, а оние што се за добивале донации во вид на земјоделски алати од концесионерот на рудникот. Затова ти кажа, ако те не се клучни, саки им дадат пари на них. Ја например, мен не ме гледа, јас сум 85 години, 85. На них саки им дадат пари за 21 година, 23 колко да. Ама сетне тия другите што ги работат. И като жител на това населено место съм 61 година и 2. Сега това е било или не е било пред това, що слушам, тия ще сага сега руднико. Трябва да не взема он тенерачеле, женеле, мачеле, кучеле. Много гарно ти кажа, Това да не го вземе. Да дойде да му беда от всяка рудник така и аз ки съм с него. А не он да ма купа нати машина, нати магара, закари ми жанта, се облечиме, изиграј оро, окей, не. Илјо Малинов, еден од најстарите активисти кој живее во село Штука, порачува да се преиспитаат и политичарите за одлуките што ги носат, затоа што до година треба да дојдат пред истото население да бараат гласови пред избори. А они сега не мислят од кои се изберени, од кои се платени, а што сакат и што не сакат. Они не знаат да застанат, да дојдат в народот, да ги видиме ние, ако он советник, ако он градоначалник, да рече, јас сам пред вас, нема рудник да има. Или ке има рудник, вие ке утеите. Това го нема. Тука сме изненадени и незадоволни. А покрај сето това се ближат избори. Движењето против рудници во југоистокот ќе преземе и други мерки. Контактирале со правници и имаат намера да се вклучат во правна битка против рудникот Иловица. Ние ангажиравме една адвокатска, да кажеме, компанија или кое што се зафати да овие наши барања да ги бранат на суд, тоест ние да влеземе како дел од овој процес, бидејќи сега ние сме на некој начин индиректно засегнати, не сме директни учесници во процесот, но најдовме начин како да станеме ние тужители и да влеземе во тој процес и со нашиот тим на адвокати и правници да влеземе и во таа судска расправа. Активистите закажаа протест на 15 јули. Повикуваат на масовност и планираат да ја блокираат централната раскрсница во Струмица кај трговскиот центар Глобал. Концесионерот Евромакс пак бара државата да овозможи отворање на, како што велат, најголемата странска инвестиција од осамостојувањето.